Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал, добре дојдовте на уште една рецензија на книга. Ќе зборувам за трилогијата од Јун Фосе, норвешки писател, добитник на Нобеловата награда за литература за 2023 година. Вистинско ремек дело според мене, тоа нема да го зацкривам, ќе кажам дека јас сум воодушевен од оваа книга и сметам дека е ремек дело. Ова сум го кажал неколку пати претходно, меѓутоа ме фасцинира феноменот на скандинавската литература. Како тие мали земји успеа да се наметнат во светската литература со цели сцени, со цели стилови на пишување. И не мислам тука само на таа криминална фикција, тој нордик ноар, каде што и во Шведска, и во Норвешка, и во Данска, и во Исланд има одлични писатели кои што имаат огромно читателство. И тоа пред се јас сум заинтересиран за така наречената литерарна фикција, во кој што таму има огромни имиња и особено ги сакам норвежаните, нивната сцена, да не зборуваме за Кнут Хамсун, за Тарје и Весос и за многу други големи имиња. Јун Фосе се надоврзува на таа линија на големи писатели. Додека ги читав романите на еден познат и актуелен норвешки писател, Карл Ove Knausgård, се сретнав со името на Јун Фосе. Тој таму го спомнува додека во една од неговите автофикциски книги тој зборува за деновите кога во Берген студира креативно пишување и еден од тие професори таму е Јун Фосе, тој му се восхитува и смета дека е огромен автор. И интересното е за Јун Фосе што тој е попознат како драмски писател всушност, а не толку како романописец, иако има напишано повеќе од 10 романи, меѓутоа најпознат е во светот по неговите драми. Откако ја доби Нобеловата награда за литература, прочитав неколку негови дела, многу се израдував кога дознав дека ја има оваа книга, трилогија во издание на Готен, издадена во 2018 година, преведена од англиски од страна на Владимир Јанковски. И Владимир ми донесе еден примерок, ми ја подари оваа книга. Ја прочитав, се воодушевив и сега пред да го снимам ова видео, повторно ја препрочитав оваа трилогија која што се чита. Може би е веројатно најубаво така да се чита, ама и самата книга ве кани да го направите тоа, се чита во еден здив, се чита во еден ден, се чита може би во 2 дена, на 2 седнувања. Накратко сакам да кажам неколку збора за оваа книга, за оваа трилогија и зошто мене ми се допадна всушност. Тука станува збор за 3 новели, пократки новели од некои си 50-60 страници. Првата е Будност, издадена во 2007 година, потоа Фосе во 2012 година ја издава Со ништата на Олаф и потоа во 2014 година ја издава третата новела, третиот дел наречена Замор, и тука се издадени подоцна како едно во еден том, како една книга наречени трилогија. Во првиот дел гледаме млади момче и девојка по име Асле и Алида на некои своји 17 години како талкаат по улиците на Берген во една доцна есенска ноќ, почнува да врне, студено е и тие не можат да најдат место каде да преноќат, а Алида е во поодмината фаза и речиси е пред пораѓање, таа е бремена и низ флешбекови всушност Јун Фосе почнува да ни раскажува нивната приказна за тоа како Асле останува без родители, како всушност и Алида останува без татко, како доаѓа до нивната средба и како се влюбуваат еден во друг, како ќе пребегнат заедно. И низ такви сцени флешбекови ни кажува дека Асле всушност пред неговиот татко да умре, тој оди со него на свадби, на погреби, каде и да треба неговиот татко да свири на својата виолина, тој го придружува и самиот ќе почне да свири, ќе стане добар свирач и на една таква веселба, на една таква средба ќе се сретне со Алида, ќе се влюбат еден во друг, ќе нема да бидат венчани, меѓутоа ќе има сплет на околности кои што ќе ги натера да пребегнат, да дојдат во овој голем град, барејќи некаков нов живот, меѓутоа талкаат по улиците, изморени се, гладни и никој не ги прима. На крајот на првиот дел бебето ќе се роди, завршува тука приказната. Во вториот дел Фосе ја продолжува нивната приказна, го гледаме Асле како се движи кон Берген по работа, меѓутоа кога ќе дојде во Берген почнува да се случуваат трагични нешта и почнува да ни се разоткриваат некои работи, настанува вистинска трагедија во животот на овие млади луѓе.
И тука има разрешница која што нема да ви ја откријам за да не ви направам спойлери. Во третиот дел гледаме на стара жена која што живее сама, која што е нивни потомок. И таа се присетува на сите настани, на судбината на незината мајка, на се оно што следувало после тие трагични настани кои што ќе се случат во Берген. Кога за прв пат ќе почнете да го читате Јун Фосе и за прв пат ќе се сретнете со него, оно што ќе ве збуни можеби на самиот почеток и што ќе ви биде необично неговиот стил на пишување. Ајде да не претерам, меѓутоа претпоставувам дека повеќето од вас не се сретнале со таков начин на пишување и за мене беше нешто ново, нешто необично. Во објаснувањето зашто му е доделена Нобеловата награда стои меѓу другото и дека тој успева наоѓа начин да го изрази неискажливото. И всушност да се зборува за прозата и стилот на Фосе без да го прочитате малку тешко е да се искаже, нели, малку е тешко и неблагодарно е. Знаеме некој што да стане клише, па дека мораш да читаш некој автор лично да читаш без да ти раскажува некој за да го доживееш неговиот стил, и тоа важи за Фосе, затоа што Фосе пишува, неговата проза е така наречена бавна проза. Тој сака да се занимава со екзистенцијата, со трансцендентното, со возвишеното, со тие најдлабоки прашања со кои луѓето се занимаваат, полека бавно ве вовлекува во приказната и во други приказни, во други негови романи, речиси со циклични движења полека ве вовлекува реченица по реченица. Кај Фосе речиси да нема точки, има запирки, има постојано течење, има долги реченици кои што може да траат и по страница 2. Оваа приказна може да се нарече слободно љубовна приказна, меѓутоа Фосе ги зема овие момче и девојка Асле и Алида, кои се најобични сиромашни луѓе, аутсайдери ги зема. Тие се и аутсайдери затоа што патуваат заедно, таа е бремена, се премлади и луѓето не ги примаат дома делумно и поради тоа, затоа што таа бремена. И на едно место тие разговараат и пишува Фосе, едноставно така стојат работите. Има луѓе кои поседуваат некои работи и луѓе кои не поседуваат ништо, вели Алида. И тие што поседуваат, одлучуваат за оние што не поседуваат, вели таа. И така мора да биде, вели Алида. Претпоставувам дека мора, вели Алида. И еве ги тие луѓе од сиромаштија, од беда, и малце тука гледате како функционира раскажувањето на Фосе. Реченици со спейс измеѓу, со простор во самиот текст. И така звучи всушност целиот текст, целата трилогија. И гледам овие момче и девојка, речиси деца кои што се имаат единствено еден со друг на овој свет. И на едно друго место Фосе пишува за тоа како пред да се запознаат и тој вели, ја става виолината во својот скут и ги трга жиците и ја штима виолината и потоа ја сместува виолината на своето рамо и почнува да свири и не звучи толку лошо и продолжува да свири и луѓето почнува да танцуваат и тој продолжува да свири и дава се од себе. Не сака да се откаже, само сака да продолжи, сака да ја истурка надвор болката што бие во него. Тој сака болката да стане лесна, да се олесни и да се подигне, да полета и да се излева нагоре без тежина. Тој ќе го оствари тоа и тој свири и потоа ги пронаоѓа на место каде што музиката подигнува, летнува, и тогаш тој не мора да продолжи да свири, тогаш музиката самата се извишува над се и го свири својот сопствен свет и сите што слушаат може да ја чујат и Асле погледнува нагоре и ја гледа неа како стои таму, таа стои таму, тој ја гледа Алида како стои таму, таа стои таму со својата долга црна разбранувана коса и големите тажни црни очи. И таа го слуша возвишувањето и таа е во возвишеноста, стои мирно и се возвишува и тогаш тие се возвишуваат заедно, сега тие се возвишуваат заедно, таа и тој, Алида и Асле. Еве како звучи прозата на Фосе. Ова беше една реченица во текстот. Освен необичноста на прозата на Фосе, таа бавна проза, тој минимализам, тие повторувања, и мислам дека тие се изрази на одредено време и на одредена култура, според мене, таа бавност на северот, и ги гледаме тие во вели Алида, тоа е прекрасна куќа, или немаме каде да одиме. Значи, тие повторувања, таа бавност во јазикот, мислам дека Фосе се израсти на одредено време. Ние не знаеме кога се одвива приказната
Предпоставуваме може да биде во 17 век, може да биде во 18 век. Мислам дека квалитетот на оваа приказна, освен што е трагедија, освен што е моќна приказна, има одредена, има едно вонвременско чувство дека ова е некаква древна сказна или некаков си мит, сега да не претерувам. Меѓутоа има таков елемент во оваа приказна, тие тенките линии кога раскажува едниот лик, па раскажува другиот лик, па предците умерените почнуваат да се мешаат тие гласови, тоа го има кај Фосе и во други негови романи. Значи е нешто што е уникатно, нешто што е мајсторски направено, се гледа тука неговиот квалитет како драмски писател, чувство за трагедија, а се на се, значи, и естетски, литературно, од секој аспект и како приказна, Фосе тука се покажува како неверојатен мајстор. Прочитав и други негови книги, не сите ми се допадна еднакво. Неговата септологија едва и чекам да ја читам, се смета исто така за негово најдобро дело, за Magnum Opus. А како и да е, ако почнувате со Фосе, почнете со оваа трилогија, мислам дека ќе ви се допадне, мислам дека се уште може да се најде во некои книжари, мислам во или на некои други места. Толку за Фосе, се надевам дека многу е неблагодарно да се зборува за Фосе и за неговиот стил, меѓутоа се надевам дека малку ви го приближив и можеби го разбудив вашето љубопитство да земете и да го прочитате Фосе, еден од најдобрите норвешки писатели во секој случај. Океј, чувајте се, наскоро следуваат и нови рецензии на книги и се гледаме. Поздрав од мене, чао!